Голема чест ми е и задоволство денеска да го одбележиме 44-тиот роден ден на нашиот универзитет, кој во 1979 година на овој ден ги отворил своите врати. Започнал со работа. Затоа денеска ние решивме денот на основањето да го празнуваме со отворени врати. Со отворен ден, но не на Укло. На Укло и пријателите. Укло е Битола, но Укло е и повеќе од Битола. Укло има своји единици, факултети во 6 други градови и затоа на овој ден преди се ја имаме нашата општина како стратешки партнер, го имаме бизнис секторот, го имаме невладиниот сектор и секако представници од владата, нашата министерка и раководителот на високо образование во Министерството за образование. Значи, со овој потек кажуваме дека имаме многу поддржувачи, имаме многу пријатели, бидејќи образованието и науката, ако функционираат сами за себе, ја губат својата смисла. Ние сме тука, како универзитет, да се грижиме за јавниот интерес на нашата држава, на општините во кои делуваме, преди се општина Битола како јадро каде што делуваме, и заедно со нашите пријатели, со сите пријатели кои што сакаат да помогнат во нашата главна моментално мисија, тоа е задржувањето на младите лица во своите родни градови. Не само емиграција кон странство, но и емиграција кон главниот град и на тој начин да овозможиме просперитет на нашите општини, на нашиот регион. Ректоре, кои од факултетите при Укло успеваат да привлечат најдобри матуранти, да речем? Каде одат оние што одлучиле да студираат во Битола, а се со повисок успех? Па, ние имаме, значи, 12 единици, од кои еден е научен институт, тоа се занимава, значи, со магистарски и докторски студии, и другите 11, секој си има своја специфика. И јас не би направил таква делба дека некој факултет, и тука имаме и високата медицинска школа, привлекува поквалитетни, а другиот понеквалитетни. Тука приоритетите ги прават студентите според нивната желба за понатамошен развој. На сите факултети имаме квалитетни студенти и секој факултет има своја специфика и не можете да очекувате дека сите факултети ќе имаат еднаков број на студенти, бидејќи ниту општеството има потреба од еднаков број на кадри од сите области.